Дигитална инклузија, или како што се нарекува е-инклузија или е-вклучување, значи употреба на информацијско-комуникацијските технологии на начин што ќе овозможи да се вклучат лицата со попреченост во сите сфери на општествениот живот. Незин верен другар е компјутерот. Тој и помага и во училиште да научи секако што треба и дома да ги напише домашните задачи. Ова прекрасно девојче се вика Вера Апостоловска. Незина желба е еден ден да стане историчарка. Кажи ми, кој ти е најомилен предмет? Историја. Зошто? Интересна. Get Online Week всушност е европска кампања која што има за цел да ги потикне луѓето да ја користат технологијата и интернетот, се со цел да ги почувствуваат придобивките кои што ги нуди дигиталната технологија. Трета година поред, како што спомена и ти, отворете ги прозорците, е единствен национален координатор во Македонија кој што ја организира оваа европска кампања во која што членуваат 10.000 организации од 27 европски земји. Нас не е многу драго што ние сме препознани како Македонија во овој дигитален свет и во Телецентар Европа, организација која што ги вклучува сите овие организации, а од друга страна пак е и еден авторитет во дигиталниот свет во Европа. Значи, од почетокот на оваа недела, неколку училишта кои што се наши соработници, долгогодишни соработници, одлучија да поддржат оваа кампања преку организирање на работилници за своите ученици за безбедност на интернет. Нас не е драго што веќе нова тркалезна маса зборувавме за каде Македонија во овој дигитален свет. Значи веќе зборуваме како додиме понапред и како да го користиме, а не да се убедуваме дали лицата со попреченост можат да користат компјутер всушност. И особено ни е драго што Министерството за информатичко општество и администрација ја поддржа оваа тркалезна маса. Заменик министерката госпоѓа Марта Арсовска-Тумовска ја отвори тркалезната маса. Имавме представници од фондацијата Метаморфозис, од Факултетот за информатички технологии и компјутерско инженерство. Имавме една наша драга пријателка, корисничка, магистрант на правен факултет, која што е со целосно оштетување на видот и која што секојдневно го користи компјутерот за да дојде до информации, и представници од многу училишта и невладиниот сектор и од образовните институции за кои што ја дадовме нашата поддршка за да сето она што сега се случува и понатаму се повеќе ги вклучи лицата со попреченост. И во текот на утрешниот ден ќе има една трибина која што ќе биде спроведена со представниците од Универзитетот Трето доба со наслов Информатичката технологија и третото доба, потешкотиите и придобивките кои што таа ги нуди за овие повозрасни лица. Оваа година сум многу задоволна бидејќи медиумите излегоа како партнер во кампања. Значи секоја информација што ја проследивме беше објавена, а со тоа и придонесе на вистина голема поддршка од граѓаните за кампањата.